Благодарам подпредседателя. Почитуван колега, бидејќи доаѓаме од земеделски региони, не било баш најпожелно да се консултирате во врска со вашиот говор со господинот Јанис Макредули, бидејќи тој има Јани Макредули, бидејќи тој има висок просек на електрофакултет, ама никогаш во животот не стапнал на нива. И мислам дека како човек кој што доаѓа од тој регион, би било попаметно и подобро ќе кажете ако сами го измислевте тоа. Не паѓајте на негово ниво, бидејќи не разбира. Кога зборуваме за земеделие како дел од борбата против сиромаштијата, и во една друга прилика и сега јас ќе кажам. Навистина точно е дека цената на вештачкото ѓубре и сите други репроматеријали кои што го прават импутот во трошковите на земеделците се повисоки. Меѓутоа, треба да знаете, а тоа Јани не го знае, вие го знаете, дека составен дел на едно вештачко ѓубре, значи основата е нафтата и дериватите кои што произлегуваат како нус производ. Сега ние ниту сме Саудиска Аравија, ниту сме Ирак, Иран и така натаму, значи за да можеме да ги контролираме цените на нафтата или пак да имаме собствено производство, собствени рафинерии, па да имаме производи кои што полупроизводи кои што ќе влегуваат во ѓубрето како готов производ и врз основа на тоа да ја диктираме и цената на вештачкото ѓубре. Едната единствена фабрика во Македонија е затворена и практично ние сме увозно зависни за вештачко ѓубре и други материјали. Што може владата да направи во тој случај? Единствената мерка која што можеше владата да ја направи е да го намали процентот на ДДВ од 18 на 5, тој го направи. Исто така, субвенциите се дел од онаа помош која што им се дава на земеделците. Ние сме свесни дека земеделието е дел од глобалниот пазар, продажбата на земеделските производи. И ако има побарувачка, тогаш имаме и цена. Ако нема побарувачка, тогаш немаме и цена. Исто така е факт дека околните земји кои до вчера беа 100% увозно зависни, како Албанија, Србија и така натаму, веќе се Хрватска покрај течението на Неретва во тој дел, значи веќе имаат огромни количества на собствено производство. И токму затоа и тука е и придобивката која што нашите земеделци сега очекувам во наредниот период ќе ја имаат со отварање на големи откупно-дистрибутивни центри и конечно овање на таа магма дека ние исклучиво треба да излезуваме на бивши југословенските простори, туку пронаѓање на нови пазари се со цел подобри цени. Благодарам.